Со обвинение за непријавување на својата имотна состојба на првите луѓе на најголемите јавни предпријатија и установи во град Штип, како што се јавното предпријатие ИСАР, јавното предпријатие Стипион, казнено-поправниот дом во Штип, клиничката болница и слично, излегоа денеска на прес од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Штип. Во време на економска криза, зголемена невработеност и сиромаштија, нешто што најмногу ги засега граѓаните се народните пари, како се управува со нив и дали се злоупотребуваат. За жал, транспарентноста на СДСМ во делот на материјалната состојба на функционерите е слаба страна дури и пред локални избори кога повторно ќе ја бараат довербата од граѓаните. Масовна појава меѓу функционерите на СДСМ е непочитување на обврската од Државната комисија за спречување корупција за пријавување на имотната состојба и објавување на секоја нејзина промена со цел транспарентност во работењето и спречување на злоупотреба на функциите. Промена на својата имотна состојба не пријавиле првите луѓе на најголемите јавни предпријатија и установи во градот, како што се ЈП ИСАР, ЈП Стипион, казнено-поправниот дом Штип, клиничката болница и слично. Дали станува збор за неодговорно однесување и грубо кршење на прописите или намерно прикривање на брзорастечка имотна состојба, може да утврдат институциите. Она што граѓаните може да го видат е расфрлање со луксузни возила и очигледна промена на нивната имотна состојба. А она што граѓаните не можат да го видат е уродно поднесен имотен лист со пријавена промена. Очигледно е дека локалните функционери не сакаат јавноста да има увид во промените кои настануваат во нивната имотна состојба. Затоа ја повикуваме Државната комисија за спречување на корупција и сите надлежни институции да ја истражат ваквата појава меѓу штипските функционери. Време е да се стави крај на криминалното владење на СДСМ. Штипјани заслужуваат подобра и поодговорна власт. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Штип, со повик на Државната комисија за спречување на корупција и сите други надлежни институции, апелираа да се истражи ваквата појава меѓу штипските функционери.